Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите шарена штрудла. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи: 200 мл млеко, 1 лажица шеќер, 200 мл масло за јадење, 2 јајца, 1 свеж квасец, 30 лажици брашно, 1 портокал, 100 грама мелени ореви, 200 грама шеќер, 2 лажици какао, 100 грама кокосово брашно, 150 грама джем од кајсии, 300 грама вишни, половина кесичка прашок за печиво. За шербет 200 грама шеќер, 2 кесички ванилин шеќер, 200 мл вода. Потребното време за подготовка на овој десерт е 80 минути, не сметајќи го времето за стасување. Во длабок сад ги ставаме млекото и квасецот. Мешаме со лажица додека квасецот се растопи. Во друг сад ги кршиме јајцата и го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Го додаваме млекото со размешаниот квасец. Ги додаваме маслото, прашокот за печиво, брашното и кокосовото брашно. Мешаме со лажица. Тестото продолжуваме да го месиме со рака. Го вадиме тестото од садот и на работната маса го делиме на 2 еднакви дела. Во првиот дел од тестото го додаваме какаото. Го месиме тестото со раце додека стане кафено. Кафеното тесто го делиме на 2 еднакви дела. Од секое парче тесто формираме топка. И жолтото тесто го делиме на 2 еднакви дела и формираме 2 топки. Од првата жолта топка тесто со сукалка разлекуваме кора. И од првата кафена топка со сукалка разлекуваме кора. Кафената кора ја ставаме врз жолтата. Со лажица кафената кора ја премачкуваме со джемот од кајсии. Врз джемот нанесуваме мелени ореви и вишни. На покрупната страна од рендето врз корите рендаме кора од портокал. Го цедиме портокалот во цедалка. Од сокот од портокал нанесуваме врз корите. Филуваните кори ги свиткуваме во ролат. Тавата за печење ја намрсуваме со маргарин. Ја ставаме штрудлата во тавата. На ист начин ја подготвуваме и втората штрудла и ја ставаме во тавата. Оставаме штрудлите да стасуваат 45 минути. Потоа ставаме тавата во ревна. Печеме 40 минути на температура од 150 степени. Во меѓувреме го подготвуваме шербетот. Во тенџере на оган ги ставаме водата, шеќерот, ванилиниот шеќер и преостанатиот сок од портокал. Тавата со испечените штрудли ја вадиме од ревна. Откако шербетот ќе зоврие, го тргаме тенџерето од оган.
Со црпалка со врелиот шербет ги преливаме штрудлите во тавата. Откако ќе го впијат шербет, од штрудлите ги сечеме на коси парчиња. 4 парчиња шарена штрудла скалесто редиме на чинија за сервирање. Украсуваме со 2 бели шеќерни листа и 4 листа нане. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 80 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!